Драги приятели, ако за нешто му благодарам на криминалецот, на лажгото Никола Груевски, тоа е фактот што не сплоти сите цела Република Македонија. Тоа е фактот што на површина ги свади овие млади луѓе, кои се афирмираат, учат како се гради здрава држава, учат како се пораздува режим. Почитувани, јас доаѓам од Битола денес и во мојата Битола 22 млади луѓе беа повикани во полициската станица, им беа поднесени кривични пријави за сквернавање на историски споменик кој општината, зградата на општината на Битола. Представници на власта, чувајте си ги кривичните пријави за властодржците кои за многу скоро ќе заминат од власт. Нема да ви достигнува хартија за да ги поднесете сите кривични пријави. Мафија, мафија, воробија, мафија, воробија, мафија, Почитувани, ви носам една добра вест. Конечно, со Никола Груевски со ВМРО ДПМН е готово. Со нив е апсолвирано. Независно што зборуваат, независно на кој начин делуваат, независно колку пари укране и за што се подготвени да ги дадат. Со нив е готово. Почитувани, шарената револуција, сите ние тука присутните, го растопивме бетонот на оваа власт. Аболици се повлекуваат, избори се откажуваат. Се што кажа и излажа, од се што ветија се повлекува. Зошто? Затоа што нивните зборови немаат столб, не се искрени. Овие луѓе немаат интегритет, немаат кредибилитет. И за многу скоро ќе ги спратиме во опозиција. Протестираме за брзи, слободни, фер и регуларни избори. Избори на кои граѓаните ќе изберат она власт која ја сакаат, а не она кој им краде гласови. Нема да дозволиме уштедни криминални избори. Протестираме за целосна, а не половична аболиција. Нема да дозволиме да се спасат криминалците во врвот на ВМРО ДПМН и во врвот на власта. А половин извршен комитет има кривични пријави. Протестираме за Никола Груевски конечно да замине таму каде што му е местото. Овој човек бегајќи од вистината, договорно се обиде да се аболира преку Ѓорги Иванов, лицето кое привремено извршува функцијата на председател на државата. Овој човек никогаш не излезе да се соочи со вистината и со реалноста, со фактите, со нашиот проект Вистината за Македонија. Секогаш се крие или позади пратениците, или во обид позади аболицијата, или најчесто наизуст позади граѓаните. Епа, Груевски, еве ги граѓаните, на улиците на цела Македонија, еве ги мотаварци, ти порачуваат дека за тебе за многу скоро ќе одлучуваат суди, а сите ми останати ќе видиме на фер и регуларни избори и ќе победи опозицијата, ќе победи шарената револуција. Поддршка за СЈО! Поддршка за СЈО! Почитувани, протестираме и против обструкциите кон специјалното јавно обвинителство. СЈО има да работи по полна пареа, има секојдневно да ги гледаме резултатите од нивната работа. Секој ден ќе ги гледаме како апсените одат на распит. Груевски, немој да се обидуваш да се пазариш, затоа што домашниот тесак на овој пазар нема да ти успее, нема да ти излезе. Како што кажи и Рената, нема да те спаси ни картачка, ни бајачка. Почитувани, драги пријатели, не протестираме само затоа што се криминалци. Нив ги разобличивме, ги демаскиравме, потврдивме кои се.
Но меѓу другото, овие луѓе се и некадарни. Ни ја уништија нашата држава. Ја испокрадоа. Додека многумина во нашата земја гладуваат, тие градеа споменици, панорамски тркала и триумфални капи. Над 500.000 наши сограѓани, пред се млади луѓе се иселија од нашата држава поради нивните дел-ориентед политики. Здравството ни е разболено, образованието разводнето, социјалата ни е клекната на колена. Поради нивните дел-ориентед политики, секој новороденче се раѓа со над 2000 евра долг. Поради нивните штетни политики, што испотроши еден куп народни пари во еден квадратен километар во Скопје за џабе, село Марена, тука нема пречистителна станица и колектор. Кавадарци не го доби зелениот пазар. Каде? Долго го најавува. Не ја доби ни најавуваната градинка. Над 500 млади дечиња седат дома, наместо да да се школуваат во градинка. Аквапаркот, стадионот, има уште многу други работи. Но знаете кој ќе ги направи? Опозицијата која за скоро ќе биде власт. Почитувани, протестираме затоа што нема правда. А кога нема правда, кавадарци најдобро знае. Нема мир. Нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир. А за да има мир, сите ние почитувани треба да си дадеме збор. Бидејќи нашиот збор држи. Збор дека за многу скоро време сите ќе се приклучиме кон историскиот поход со кој нашите деца и внуци ќе ги направиме горди. Походот во кој сите ние, и македонци, албанци, турци, власи, роми, срби, бошјаци и останати, и сарасамовци и ваморовци, сите ќе се приклучиме да одговориме на референдумското прашање или Груевски, или Македонија. Прашањето ќе биде Република Македонија